Откако после 4 децении под капата на УНЕСКО се дозволи Центарот за светско наследство да бара Охрид да се стави на листата на светско наследство во опасност, а нашата држава да го изгуби единственото УНЕСКО подрачје, функционерите ја користат секоја прилика да испратат порака за зачувување на Охридскиот регион. Овој пат тоа го направи министерката за култура Стефоска, која на свеченото отворање на Охридско лето рече дека Охрид не е забавен парк. Охридското езеро е редок дар, а не базен. Охридско-струшкото крајбрежје е мир, а не бетонски рај. Регионот е волшебство од природата и наследство на историјата. Тапијата е во наши раце, само на чување, и затоа мораме да ја сочуваме. Не заради УНЕСКО, туку заради оставениот аманет, кој е и наша обврска и наша чест. Откако централната и локалната власт и сите надлежни институции го преспаа 4-годишниот период и не испорачаа се што од нас побара УНЕСКО, Стефоска ги уверуваше поклониците на уметноста и древниот град дека владата само навидум бавно ги исполнувала задачите, но не сопирала. Годинава, кога прославуваме 30 години од независноста, го започнуваме нашиот најпрестижен фестивал со 90 македонски уметници, чии квалитети сигурно не се подолу од најпознатите светски имиња, а тоа ни е повеќе од потребно во секојдневието исполнето со сиви тонови, рече Пендаровски. Како критичар на сите апарати и системи на моќта, уметноста не охрабрува да не се помилуваме со злоупотребите и да не молчиме пред неправдите. Дури и кога е игнорирана или забранувана, уметноста си го пробива патот меѓу луѓето, меѓу народите, јазиците и културите, ширејќи го просторот за свет со почовечки лик. Инаку во услови кога кај нас се дозволени свадби и свечености дури во затворен простор поради опасноста од ширење на пандемијата, капацитетот на Античкиот театар синоќа беше исполнет половина. Бидејќи 90% од концертите ќе се одржат во Света Софија, директорката на Охридско Наташа Поповиќ вели пандемијата не заврши, затоа катедралната црква ќе биде исполнета само 30%. Охридско лето беше отворено со музичко-сценски спектакл Големиот Чајковски во изvedба на уметниците од Националната опера и балет. Од 12 јули па се до 20 август на Охридско лето ќе настапат повеќе од 500 уметници од 18 земји. Директорката тврди дека досега нема откажување на договорените настапи.